pizza. We love it. Oh, it makes you happy. Чоколадо. Ах, тоа сладко мало задоволство. Со оглед на тоа дека е калорично, ни доаѓа како забрането овошје. Затоа препорачливо е да се јаде во мали количини, ама ајде пробај да му одолееш. Јас лично не познавам некој што може да го избегне ова црно задоволство. А еве и неколку признанија за тоа дека сите, повеќе или помалку, му подлегнуваме на предизвикот наречен чоколадо. Не внимавам воопшто, значи многу јадам благо. И во состојба сум да речеме цел ден ништо да не јадам. И веќе, значи, до вечерта само на чоколади да бидам, да изедам едно цело чоколадо или да изедам пола малецка бомбонjera од едни чоколади кои што сите добро ги знаете, бајадере. Обично навечер кога се разбунам у 2-3 сабајле, прво што се фаќаме е чоколадо, пошто знам дека сигурно има дом. Се трудам не многу често да јадам чоколадо, ама например не знам, барем 2-3 пати во неделата морам да си каснам за да ми биде срцето на место. Позарем не се гледа. Да, и тоа сега сум во најопасната фаза кога почнам да јадам чоколадни производи Ноки. И срам ми е што кажувам, ама им препорачувам на сите што го имаат тој проблем подитно да ги исфрлат сите чоколада од своите фрижидери Ноки, да ги дадат кај комшиите. Значи станувам во 3-4 часот наутро, лапкам неколку коцки чоколадо, ладна вода и се враќам назад. Тоа е катастрофа, но сладко е што да правиме тоа. Откога сите се почувствуваа како на обвинителна клупа поради честото конзумирање на чоколадо, сега Ана сите ќе го утеши. Во последно време конзумирам почесто чоколада, тоа вела дека оди права пропорционално со количината на стрес која што имате во животот, ендорфинот веројатно осцилира, па заради тоа чоколадото ми е она омилено. Значи оправдано е. Стресна ви е професијата, ете изговор. Но внимавајте да не си создадете дополнителен стрес поради зголемените килограми. Затоа внимавајте, јадете чоколадо, но со мера и во пристојно време.